Денешната тема за денешното видео е како направиле начин да ги искористите дрвата низ парковите, односно тука во аеродром. Еве, може да погледнете. Денес имаме берба. Ова се вишни кои што за некој ден, како што може да приметите, више почнуваат да паѓаат, скапуваат, а ние мислам дека сега ќе одиме до горе, да земеме на кеса и со овесна каша бомба ќе видат овие. Чуј да пробаме? Екстра! Ајде идеме горе да земеме на кеса. Стварно, а чек да идем овде и на ово. Види го, ова дрво е пуно, брат. Никој не ги обрал овие. Леле. Гледа колку папајеле. Ти викам уште некој ден толку ќе им биде. Ојде земеме на кеса. Види ти некој друго дрво да не најдеш. Само вишни има. Може ќе најдеме банани. Или ананас. Пуни се, брат. Да, а ја идам у кам купувам боровници и малини. Него, види го. Како вчера наједнаш ќе се сипе, а многу е гадно, топло, спарно и од тоа дождот, нели, што паѓа, испарува бетонот, што го пече цело време 40 степени и не се диши. Ајде вака. Пред да почнеме со тема броење калории, што се калории, како да израчунате сами колку ви требаат за да постигнете вашата цел, дали се тоа намалување на телесни масти, дали е тоа додавање килограми и така натаму. Сакам кратко да речем да збориме на темата, односно да ги освестиме некои работи и да сте свесни за исхраната што ја внесувате во себе. Сега ќе земам некои намирници што ги имам дома за некоја мала споредба што може да ви доловам колку одредена намирница може да содржи, да речем, број на калории кои што вие дали свесно или несвесно ги внесувате во текот на денот и тие ви се пречка да ја достигнете вашата цел. Ова е едно обично канче путер од кикирики, кој што на многумина им се свиѓа и на многумина не им се свиѓа. На 100 грама ова канче има 650 калории. Сега, за да пробам приближно да ви доловам колку се тоа 650 калории, значи овде 100 грама би биле некои, не знам, 3-4 лажички, супени така малце подебели да ги земете, што искрено многу лесно може да се внесат во текот на целиот ден, а и не мора во текот на целиот ден. Мала криза да ве фати ако сакате нешто да каснете, ако немате нередовни оброци, 3-4 лажички од ова може да внесете автоматски 650 калории. Сега, како би можеле на друг начин да изгледат 650 калории? $100 грама ориз. 100 грама ориз има 354 калории. Значи, збориме 354 калории, а 100 грама ориз, сами знаете дека откако сега ќе ви измерам и ќе ви покажам колку тоа, да речем, изгледа на око, а при готвење колку варира и колку, да речем, поголем волумен добивате. Ова се 100 грама ориз кои што содржат 350 калории, а рековме 3-4 поголеми лажички од ова имате 650 калории. Погледнете оваа разлика и што се може да добиете. Да се разбереме, не генерализираме, не демонизираме никоја намирница, секоја намирница си има, да речем, може да си најде посебно место во начинот на исхрана, ама како што напоменав во видеото, сакам да ја разбудите вашата свест за тоа колку храна вие внесувате. Овдека 100 грама ориз, да додадете и плюс 200 грама пилешко бело месо, кој што на некој 100 грама има околу 110 до 120 калории,
ќе имате многу помал внес на калории отколку 3-4 лажички од ова. И плюс може да додадете една лажичка, односно некои 20 грама од путерот кикирики и ви имате комплетен оброк кој што содржи јаглихидрати, протеини и масти и кој што ќе ве држи сит, ќе ви даде енергија и ќе може да постигнете целта што ја сакате. Значи ова не е оброк. Исто им напоменувам на клиентите со кои што работиме. Треба да имате квалитетни оброци во текот на денот. Не ви треба ужинка, не ви треба нешто да грицкате натаму, нешто на нога и така натаму. Ако се организирате целиот ден со оброци, нема да имате потреба од нешто на брзина. Тоа се некои ситници кои што може да ги примените во вашето секојдневие и да направат голема разлика. Немој да почнувате одма со броење на калории. Не знам, толку треба да се внесе ово, толку. Минимални, да речем, разлики кои што може да ги правите и многу ќе ви донесат брзи, видливи резултати, а нема, да речем, да се оптеретувате со некои рестрикции и така натаму. Пример, од една Кока-кола, ако ја пиете во текот на денот, само преминете во Кока-кола Zero. Кога користите нешто за пржење, приготовка на месо и такви работи, користите или ерфраер, или земете на загреано тавче, само премачкајте го со путер, буквално многу ќе заштедите. Не заштедите, ама ќе избегнете вишок на калории отколку да земете со зејтин или со маслиново масло и одозгоре да сипете и тоа да испадне исто приказна како ова што ви го споредив преска. Така да, тие се некои ситници кои што сакам да ги примените во вашиот начин на исхрана и начин на живот, а покрај исхраната не заборавајте дека на прво место е физичката активност, односно тренинг. Немој да го изоставувате тој аспект, односно и ако немате, да речам, не сте почнале со теретана и такви работи, немате искуство, немате можност да си приуштите тренери, почнете од нешто минимално. Значи, после секој оброк, прошетај 20-30 минути, навечер место да седнеш и да гледаш серии, утакмици или било што, прошетај, движи се. За тоа сме створени, а после постепено ќе почнеш и во теретана. Затоа што за да изградиш добро тело, не мора само да ти е битно физички изглед, треба да те служи. Како старееме, мускулите ни се многу побитни отколку само за изглед, битна е нашата функционалност. За жал, ништо од бербата завишни. Сега ќе видите што се случи. Цела тераса ми е поплаена, бе, брат. Можеш да им покажеш? Така. Ни вишни ќе видиме, ни ништо. Само што, нели, ти кажав преска, за 2-3 дена ќе бидат готови затоа што беа презреани, а после дождов тешко дека уопште ќе јадеме. Тоа е. Депресија, сега идеме да снимиме Q&A и да одговорам на некои од вашите прашања. Стрит воркаут или теретана? Многу, да речем, контроверзно прашање и општо сега се или тоа, дали стрит воркаут, дали теретана, дали, не знам, кросфит или така натаму. Мора прво да знаете кој е вашата цел. Што сакаш да постигнеш со тој начин на вежбање. Ако сакаш, не знам, ако ти е интересно, ако ти е нешто, да речем, така на око ти делува убаво, не знам, стрит воркаут, згибови, масал ап, склекови, ако сакаш таа некоја издржливост, повеќе склекови за што помалку време и така натаму, логично дека ќе вежбаш стрит воркаут. Доколку сакаш, не знам, да се фокусираш на креање тежини, да навлегуваш малце во таа сфера, да одбираш, да речем, вежби кои што ќе таргетираш одредени мускули, небитно. Сакам да накратко да одговорам на прашањето. Значи,
ако ти е, да речем, целта физички изглед, можеш да постигнеш и со стрит воркаут и со теретана. Битно е тоа што тебе поише ти исполнува, на тоа да речем да се фокусираш и тоа е тоа. Се зборив, не знам што сакав да кажам. Како сама да бројам калории? За тоа може наредно видео, што ќе биде на YouTube каналот, малку подетално да снимам и да пробам да ви помогнам околу бројање калории. Во денешното видео ќе може да погледнеш прво да се разбуди таа свест околу калории и што се тоа калории и како да речем и кај се прават грешки и така натаму. Што се однесува за твоето прашање бројање на калории, тоа ќе го снимам малце подетално во наредното видео и ќе пробам некако да ти помогнам да го одредиш, да речем, твојот број на калории врз основа на твојата цел. Че да имам уште некој прашање, ако има останато. Сакам да вежбам, но имам дискус хернија. За било кој проблем да се работи, не може и не смее да го прифатите дека тоа ќе ви биде одредено ограничување до крајот на животот и да се помирите со тој факт. И сега не знам, имам дискус хернија, кажано ми е дека не смеам да кревам тешко и нема да вежбам и ќе лежам у кревет и ќе се запустам и нема да можам да функционирам и така натаму. Тоа не е решение. Треба да најдеш, да речем, некоја адекватна личност која што ќе знае и ќе ти помогне, особено на почетокот, околу изборот на вежби, програмирање на трензите и така натаму. Не е невозможно да напредуваш и немој да се помируваш со болката. Тоа не можеш да го носиш до крајот на животот и да не го гледаш како изговор, туку побаре помош и ќе можеш да речем, да функционираш нормално и да постигнеш целта што имаш замислено и така натаму. Тоа е тоа што се однесува за денешното видео. Ви благодарам на сите кои што останавте до крајот на видеото. Доколку имате некои препораки за наредни видеа, сакате некој одредена тема да се обработи и така натаму, напишете долу во коментар. Не заборавајте да се претплатите на каналот, ми значи секаков вид на поддршка и се гледаме во наредно видео. Чао!